Добар ден, почитувани медиуми. Ми беше огромна чест да во овој период од нешто повеќе од една година ја извршувам функцијата министер за земјоделство, шумарство и водостопанство и заеднички со мојот тим да придонесеме за развој на овој клучен економски сектор. Во изминатиот период работевме на развојни политики за поставување на земјоделството на вистинскиот пат. Се соочивме со многу предизвици, дел предизвикани од природни појави, дел од политички причини и еден од најголемите предизвици оваа година тоа е вирусот COVID-19. Но заеднички во координација со земјоделците, стопанствениците во агросекторот, секогаш носевме мерки и решенија за справување со секој проблем и за покренување на земјоделството во нагорна линија. Нема да должам многу, само накусо ќе наведам дел од превземените мерки и тоа во изминатите 3 години Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство покажа една вистинска грижа за земјоделците. Преку постојаната комуникација со земјоделците, будно следење на состојбата на теренот и заедничко решавање на сите проблеми во земјоделството, покажавме дека секогаш и во секоја ситуација сме со самите земјоделци. Воведовме нова мерка со која го правиме земјоделското производство многу поекономично, а тоа е така наречената зелена нафта. Започнавме со кофинансирање од 30%, а веќе оваа година е 50% финансирањето. Воведовме нова метода за заштита на земјоделските поседи со помош на авионско засејување, како најефикасна превенција според сите досегашни анализи, со која веќе се бележи голем успех. Воспоставивме пракса на навремена и неселективна исплата на субвенциите. Воведовме нов модел во субвенции за тутунот и тоа на 3 нивоа. 80 денари за прва класа, 70 денари за втора класа и 60 денари за трета и четврта класа и дополнителните класи. Ја зголемивме финансиската поддршка за млади земјоделци од 10 на 20.000 евра. Воведовме 20% повисоки субвенции за растително производство и 10% за сточарско производство. За земјоделци со развоен потенцијал. 80 милиони денари се вратија на 17.000 земјоделци по основ на поврат на персоналниот данок. Активно се гради водостопанската инфраструктура, браните Конско во Гевгелија, Речани во Кочани, системите за наводнување Равен Речица и Јужновардарската долина фаза 2, а со поддршка од Европската унија се градат и системите за наводнување Славишко поле и Чаушица. Кога земјоделците се соочува со проблеми во пласманот, ниски откупни цени, штети од временски непогоди, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство навремено носеше мерки со цел да се надомести загубата што ја трпат земјоделците, но исто така и мерки за стабилизирање на пазарот. Владата, предводена од СДСМ, го реши долгогодишниот проблем со лозарите. Се исплатија 77 милиони денари на 2048 лозари по основ на долг што винарските визби, поврдарие и други го имаа кон лозарите за предаденото грозје. Се зголеми искористеноста на мерките од ИПАРТ програмата и тоа за рекордни над 50%. Преку Светската банка за модернизација на земјоделство ќе се градат откупно-дистрибутивни центри за земјоделски производи и тоа во регионите Скопје, Ресен и Струмица, а секако и за јакнување на институционалните капацитети за поддршка во јавните услуги. Поддршката за семејниот агробизнис преку финансирање на стартап семејни винари и фарми, кои ќе добијат финансиска поддршка од 10.000 евра. Поддршка од 5 милиони евра преку поволни кредити од Развојната банка на Северна Македонија. Долгорочен закуп на пасишта, модернизирање и јавни приватни партнерства во производство на тутун, грозје
и градинарски производи, окрупнување на земјоделско земјиште. Започнавме процеси за реформи во секторот преку измена и носење на нови закони во корист на земјоделците. Ја користам оваа прилика да изразам голема благодарност до сите кои работеа заедно со мене и кои ми ја дадоа својата безрезервна поддршка и доверба за заедно да донесеме напредок во македонскиот агросектор. Им благодарам и на земјоделците за нивната искрена и отворена комуникација. Голема благодарност и до вас медиумите за коректно известување и отворена соработка. Има уште многу позитивни постигнати резултати, но во интерес на времето, овде ќе завршам и ќе му дадам збор на новиот министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, господинот Аријани Хоџа. Јас сум убеден дека новиот министер Хоџа успешно ќе ги продолжи започнатите мерки и процеси и во следниот 4-годишен мандат заеднички ќе работиме на креирање на политики за развојно и модерно земјоделство. Ви благодарам. Ви благодарам за вашето присуство. Јас денес нема многу време да одземам и од јавноста во врска со проблемите или предизвиците што не очекуваат. Ова министерство е навистина комплексно, но исто така е голем предизвик за мене лично и за партијата што ме предлагало за ова место, за да можеме да работиме во интерес на граѓаните, односно земјоделците. Јас можам да давам денес една порака дека ова министерство ќе биде партнер со земјоделците, а заедно со нив ќе бидеме партнери и со откупувачите, за да може да ја зајакнеме како гранка, бидејќи од ова зависи и развојот на економијата и на нашата држава. Мене ми е мило што наоѓам во ова министерство екипа, тим што сработело, има проекти што се во тек, има добри проекти, но секако, како што беше и предизборниот наш слоган, дека ние можеме уште повеќе и уште подобро да работиме. Në Shqip, mundet? Ju faleminderit për prezencën. Sot është pranim dorëzimi i detyrës në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë të Ujrave. Unë ndiem jashtëzakonisht i privilegjuar që do udhëheq këtë ministri në 4 vitet e ardhshme. Është një ministri vërtet komplekse, por sfiduese në aspektin e punëve që duhet të bëhen. Nuk na mungon as energji, as ambicia për të realizuar projekte. Është një kënaqësi e veçantë që këtu gjej një ekip i cili ka punuar veç më, por normalisht do realizojmë projekte edhe më shumë, edhe më mirë, ashtu si ishte edhe slogani jonë. Kjo ministri do të jetë e hapur për bujqit, do të jetë një partner me bujqit, por njëkohësisht edhe me partnerët e tjerë cili do ndihmojnë në zhvillimin dhe rritjen e ekonomisë të vendit.